Законот за јазиците пред пратениците наредниот месец. Спикерот Џафери во интервју за Плюс Инфо најавува дека до стартот на кампањата за локалните избори ќе биде донесено законското решение. Ветувањето на Џафери доаѓа како на дополнување на изјавите на сопартијците и високи функционери на ДУИ, кои последните денови се обидуваат да го смират членството и да му се додворат на албанскиот електорат, наведувајќи дека унапредувањето на албанскиот јазик е веќе завршена работа. Вице-премиерот Бујар Османи уверува дека ова прашање е затворено заедно со договорот со Бугарија и најавува дека следно е решавање на спорот за името. Ние завршивме две крупни прашања. Прашањето на јазикот и прашањето на договорот со Бугарија. Сега имаме енергија, имаме фокус да се фокусираме на прашањето на името. Очекуваме на тој пат да имаме што повеќе пријатели и затоа е целата активност на оваа влада во комуникација со сите држави, меѓутоа и со нашиот јужен сосед и со останатите соседи да ја искористиме оваа позитивна клима која што има во државата, во регионот, во Брисел, во земјите членки на Европската Унија, да ги затвориме прашањата и да направиме суштинско прекршување во правец на евроинтеграцијата. Во меѓувреме, лидерот на ДУИ, Али Ахмети, истакна дека законот е плод на компромис и бара албанскиот јазик да биде за меѓународна употреба. Што се однесува на јазикот, на пример, во меѓународната комуникација албанскиот јазик е дискриминиран. Зошто албанскиот јазик да не се смета за еднаков и во меѓународната комуникација? Зошто албанскиот јазик да се забранува надвор од границите на Република Македонија? Но ова се прашања кои можат да бидат отворени и да се разговара за нив, вели Ахмети. Дел од експертите алармираа дека ова е надвор од уставот. За реализација на ваквото барање на ДУИ, неопходна би била уставна промена, бидејќи засега според уставот, единствено македонскиот јазик е во употреба во меѓународната комуникација.